ВМРО ДПМН денеска одржува нови протести со возила во Скопје, Охрид и Прилеп. Против, како што велат, мафијата на заев и поскапување на струјата. Од партијата бараат да се врати старата цена на струја, да се спречи осиромашувањето на граѓаните, а Марко Бислимовски, членовите на неговата регулаторна комисија, да бидат сменети на нивно место да се изберат експерти. Протестот во Скопје го следи колешката Мери Ѓоргиевска. Мери, повели. Така е, Кола, за неколку минути треба да започне уште еден од низата на протести кои што се организирани од страна на ВМРО ДПМН. Денеска тие протестираат против одлуката за поскапување на струјата. Исто така протестира минатиот петок за против неправдите. Овие протести се очекува да продолжат и понатака, се додека власта не исполни дел од барањата, односно не ги исполни барањата кои што ги бара опозицијската партија. Денеска, како што веќе напоменав, ќе има протест со автомобили кој ќе започне од спортскиот центар Јане Сандански, а ќе заврши токму овде пред регулаторната комисија. Денеска имаме соговорник, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, Бојан Стојановски, со кој што ќе разговараме кои се нивните барања и очекувања од овие протести. Стојановски, благодарам што прифативте да бидете дел од вестите на Алфа. Протестирате веќе долго време, особено околу поскапувањето на електричната енергија. Веќе упативте и барања до владата, меѓутоа владата остана глува на овие барања. Побаравте првиот човек на регулаторно да се замине, побаравте и да се врати електричната енергија, односно цената, како што беше по старо. Дали има некаков начин овие ваши барања да влезат во собранието и да дебата да се префрли во собрание, бидејќи како што гледаме власта не исполни ништо тоа што баравте? Да, секако можеме да видиме дека однесувањето на првиот човек на регулаторната комисија и самата регулаторна комисија се однесува исто како сите институции на оваа влада, токму се инертни глуви на барањата на граѓаните кои што реагираат дека ова поскапување на струја заедно со кревањето и на другите давачки во овој момент ќе удри жестоко по нивниот семеен буџет. Инаку да, ние како пратеници на ВМРО ДПМН на опозицијата секогаш ќе бидеме на линија на барањата на граѓаните и токму заради тоа уште на 18 септември поднесовме барање за одржување на надзорна расправа во Комисијата за финансирање и буџет. Тоа е еден инструмент кој што согласно деловникот на собранието ни е достапен, каде што на таа седница, на таа надзорна расправа ќе може да присуствуваат сите оние кои што се заинтересирани, на која што ќе треба да дојде и председателот на регулаторната комисија, па на очиглед на целата македонска јавност да објасни зошто токму сега се случува ова поскапување, каде што во ек на пандемија можеме да видиме дека е надминат и прагот од 60% од бруто домашниот производ и Македонија е високо задолжена земја, народот живее се посиромашно. Сметам дека треба малку повеќе да ги слушаат што говорат луѓето, што говори народот, без разлика дали тоа е емитувано од ставовите на ВМРО ДПМН или од други чинители, медиуми и така натака, а не да водат инат. Лесно е да ја поскапувате струјата 7,4%, што ако помножите по 12 месеци имате пустоштена сметка годишно, кога земате плата од неколку илјадници евра, лесно е да навредувате, лесно е политички да квалификувате протести, а од друга страна само народот си знае како се живее. Ова можам да кажам дека е уште една од онаа стратегија на купи ден продај политика и на промашени мерки, каде што имаат за цел само да го купат мирот во куќата, така би рекол, да купат социјален мир или купи ден продај, а од друга страна исто како викенд за ДДВ дава тотално промашени резултати. Така, она што е актуелна тема е секако бројките од коронавирусот кои што се поголеми. Собранието каде што вие сте дел како народен избраник, власта бара да работи онлайн, а од друга страна власта побара мајките кои што се на породелно да се вратат на работа. Дали се ова двојни стандарди? Да, апсолутно се двојни стандарди. Јас би рекол дека е навредливо и дрско. Еве, јас сум пратеник во собранието на Република Македонија и одбивам да бидам повластен во однос на другите категории на луѓе, заради тоа што не може ние да ги тераме учениците, родителите, професорите, пекарите, докторите и другите занимања кои што мора да бидат физички присутни, да ги изложуваме на ризик, а што сме ние па поповластени од нив. Сметам дека е одреден момент на дефокус на јавноста, како што кажав, заради тешкото живење, заради се поголемиот дел од промашените економски политики. Еве, ние додека сме тука на линкот во моментов трае седница каде што е ставена на точка на дневен ред ново задолжување од 90 милиони евра, само задолжувања, ништо не се случува, ништо не се движи во оваа држава напред, така да сметам дека може собранието да работи со 117 пратеници, ако забелешките и амандманите на опозицијата се инкорпорираат во
понудените решенија на власта. Ако не се инкорпорираат и ако тераат инат и ако водат инат кој што не носи во бездна, тогаш апсолутно сметам дека ова нема да ги спаси понатаму, што е утврдено и со уставот и со деловникот. Знам дека нив не им е проблем тоа, они го кршат каде што ќе стигнат, али сепак во оваа држава треба да постои солидарност. Ние како пратеници во ништо не се разликуваме и не треба да бидеме повластени во однос на сите други граѓани на Република Македонија. Ви благодарам за ова ваше гостување. Слушнавме што имаше да кажа пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН и веќе протестот со автомобили е започнат против поскапувањето на електричната енергија. Се одвива еден овде во главниот град во Скопје, се одвива уште еден протест во Прилеп и уште еден протест во Охрид. Секако после завршување на протестот се очекува да има изјава од некои од високите представници на ВМРО ДПМН токму овде пред регулаторната комисија. Студио. Благодарам, Мери, тоа беше колешката Мери Георгиевска, она останува на терен исто како и нашите дописници во другите два града, зашто со повеќе информации од протестите ќе јавиме во следното издание на вестите во 22 часот.